Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. И денеска сме тука само за вас и денеска сакаме да ви направиме едно убаво кулинарско шоу со една исто ваша омилена личност и се надевам дека ќе бидете присутни овде во сите 30 минути за да видите што ви подготвуваме денес. На самиот почеток ги поздравуваме нашите пријатели од Стокомак и еве испраќаме поздрави до сите маркети ширум светот, а посебно до нашите во Петровец. Се рекоа Драгче, поздравине, ама посебно. Еве, посебно до нашите во Петровец Стокомак маркет. Гледаме дел од производите на нашата ветрина. Она кој што ние ги имаме тука се мал дел од производи, но верувам дека дел од производите кои што или многобројниот дел кој што вам ви е потребен или вие го сакате, ќе си ги најдете во големите маркети на Стокомак. Нема што нема. Знам дека веќе сте подготвени да кажам и за нашата линија, односно линијата на продажба на Стокомак, така наречена Македонка. Во црвено обоени налепници ќе забележите во сите маркети на Стокомак каде се наоѓаат производите со домашно потекло. Значи, сите вие кои купувате производи од Македонка го стимулирате македонското производство. Купувајте и понатаму македонски производи од Стокомак. Поздрав до сите нив, поздрав до сите вас на сите меридијани во било кое време и да не гледате, дали е тоа во директното издание, репризното издание, па може би на YouTube каналот, но и за викендите кога имаме ние репризи. Ве поздравуваме сите вас. Денеска, драги мои, ќе ви подготвуваме нешто благо, нешто вкусно, интегрално, но, како вели мојата драга гостинка, ова е посно, заситува, но не ве дебелее. Значи, за сите оние кои што сакаат да бидат на диета, нека си го запишат овој рецепт, затоа што ќе им треба најубаво и најубаво, најавтентично, интересно, во секој поглед ги изработува самата таа. Нашата гостинка, Жане, така си ја ние нарекуваме, инаку Снежана Ангелковска, на која што и велам јас, добре ми дојде. Добре ве најдов. Добре дојде, Жанче. Како си ми ти? Одлично, Добра ли ми си? одлично. Вака убаво ми изгледаш, фала му на Бога. Секогаш пријатно чувство да се гостува во Канал 5 и во вашата кујна секако. Кажав дека ти си посебна за овие работи и не случајно така и те нарекуваат пастер шеф. Да, значи пастер шеф шеф. за еве научив и јас дека мастер шеф е за храната и јадењата кои што се подготвуваат, но за благите задоволства за кои што ти си експерт. Така, И благодарам. Пастри шеф. Да, се занимавам со сладкарство некаде околу 20 на години. Се едуцираме, напредуваме, чекориме во чекор со новитетите во гастрономијата, се трудиме да донесеме нешто модерно, а секако да биде прифатено, нели, од нашите граѓани во држава. Ти си скромна, па кажа дека 20 години, но јас и ти се познаваме над 30 години. Така. Бидејќи на повеќе хуманитарни збиднувања, каде што се случува, нели, да се соберат средства за луѓе на кои што им се потребни, секогаш твоите торти или маси беа најпродаваните. Така е, Драгче, значи 24 години веќе како е регистрирана хуманитарната организација Ангелчињакова. Чекориме и се трудиме да ги пробудиме чувствата кај луѓето да бидат хумани, да донираат таму каде што е потребно. Не застануваме до ден денеска, значи во организацијата сега се веќе 4 генерации на членови. Започнавме, синот му имаше некаде околу 13 кога започна и кога помагаше, ја превзем организацијата пред една 10 години. Јас сум Поставките на мама. почесен председател, меѓутоа да, не застануваме и се трудиме да бидеме хумани во секој поглед. Жане, масичката овде е твоја, јас можам само да ти асистирам со нешто што тебе ти е потребно, се имаме на масичката, но дали шпоретот треба веднаш да го вклучам? Да, може да. Така, добро. Што треба да направам? Вака, денеска подготвуваме постна интегрална миричка пита со јаболки, заради тоа што веќе ни пристигнуваат великденските пости.
Мојата цел кон работењето во гастрономијата е да се направат десерти кои нема да чинат многу и кои ќе може секој ден да ги дозволи. А зошто америчка, не македонска? Таков е рецептот. Да, затоа што рецептот е превземен од америчката гастрономија, меѓутоа наша цел, како и на сите македонски гастрономии, е сето тоа да се модификува и да се направи по наши стандарди. Добро. Би започнале веднаш со тестото. На изглед изгледа комплицирана дека е питата, меѓутоа таа бара само малце повеќе време и трпение, меѓутоа со љубов секако ќе биде многу брзо. Така, што треба јас да направам? Вие треба да ми дадете 50 мл една шолјичка вода. Вода, обична вода? Обична вода. Добро. Со оглед на тоа дека ни е питата постна, што значи без јајца, ќе ја правиме со вода. Драгче, овдека ставивте 250. Така. Нас ни требаат 125 Како што грама. ми пишуваше, само стававме во теничињата да имаме комплетно. Значи, ни се потребни 250 грама маргарин, 125 грама шеќер во прав, кој сега ќе го... Што ти беше потребно? Кажи ми, јас сум тука. Ама веќе ја научи Да, кујната. јас сум веќе подолго. Одамна соработуваме со Канал 5 телевизија, така да кујната не ни е страна. Би било добро путерот или маргаринот, уствари во случајот постниот маргарин, да биде на собна температура, како би можел побрзо да се измати. Затоа го чуваме од рано Да. да биде на собна температура. Јас сега ќе ви откријам една тајна, како мрсните рецепти да станат постни рецепти. Така? Во рецептот е потребно да се стави едно јајце. Едно јајце ни е сотежено од 50 до 60 грама. Толку ќе ставиме ние вода. Така. Значи нешто што е финеса во работењето. Значи, не треба никоја голема филозофија, сите рецепти кои ние си ги сакаме, кои обожаваме да ги правиме, а во случајот ни се потребни постните состојки, мрсните состојки да се заменат со постните. Твојата љубов кон благите работи, а толку ли сакаше да ручаш благо, да сакаш да јадеш благо? Леле, Драгче, ќе ти откријам една тајна, јас воопшто не јадам благо. Па затоа и те прашав, знам за една наша средба имаше ти преубава торта која беше наградена и Гран При доби. Веренички прстен во школка, во кутија школка. Беше прекрасен, дури каменот на прстенот беше преубав. И тогаш те прашав, зошто сега ти толку вложи во неа, а не јадеш благо? Ми рече, Драгче, јас одамна не јадам благо. Да. Ние се познаваме, Драгче, 30 години, како што кажа. Да. Ти знаеш дека од 2001 година поминувам тежок Период, пат со борбата со канцерот. Меѓутоа, да, јас сум по природа борец, не придавам многу големо значење. Не сум била од никогаш љубител на сладкото. Баш поради тоа многу се едуцирам за да ги запознавам подобро состојките, да можам да правам десерти кои нема да морам да ги пробувам. Така. Да. Браво. Тестото ни е веќе направено. Готово. Значи вака изгледа тестото интегрално. Би те замолила само една продзерна фолија. Ова тесто сега ни е... Во моментов јас и не знам дали имам Добро. фолија во нашата Добро. куќа, затоа за да не Земеме. бидам со чукање, тропкање по фиоките. Одлично. Вака. Така. Требаше предвремено да им кажам. Јас се извинувам на вистина. Не ни... Добро. Лажичката Еве да го не тесто, пречи? да. Добро. Ќе извадиме лажичката. И миксерот не ти е веќе Не ми е потребен. потребен. Ти благодарам за асистенцијата. Морам тука да бидам присутна. Ова тесто сега го ставаме во фрижидер. Иначе е познато како линцер тесто, мрсно тесто. Ќе го ставиме во фрижидер за малце да се стигне, да можеме да го развлечеме. Поставам, ти можеш да си продолжиш. Добро. За ова пита сега ни се потребни и 1 килограм јаболки. Сега само да една зделичка за да ги лупиме јаболките.
Јас се извинувам, драче, што те малтретирам сега. Беше порано да се организираме. Така е, но тука ни се надофат и не е никаков проблем. Така е. Значи, потребни ни се 1 килограм јаболки, кои ќе ги сицкаме и со малце капен шикер ќе ги загрееме. Што се однесува до рецептурите, би сакала да те поканам еве јавно. Ние се преселивме во Влај, каде што имаме покрај куќата за живење, имам своја работилница, па те поканувам, повели дојди кога ќе бидеш во можност да ги погледнеш креациите. Секогаш сум била до тебе, знаеш самата, и така сите години, и овој пат ќе биде. И многу ме радува, но морам исто така еве јавно да ти се извинам, бидејќи имаше еден голем настан, базар, на кој што јас редовно учествува со годините, но оваа година поради вирозата не дојдов. Прво поради мене, а второ поради посетителите кои сакаат и да се гушнат, да се сликаме и сето тоа. Како помина хуманитарниот базар? Јас со голема радост можам да најавам дека веќе година и посработуваме со Вероцентар и организираме хуманитарни забави кои се наречени базари, кои се наречени од народот за народот. Така. Домашно со љубов, што значи тоа дека ги вклучуваме за наичиите, луѓето кои со домашни изработки може да израдуваат секој ден посетител таму, меѓутоа главната цел е да цените по кои ќе се продаваат тие производи бидат многу ниски, да може секој ден да си дозволи. Да си дозволи по неколку производи, така. Така да голема благодарност упатувам до нашите соработници кои секогаш не го отстапуваат нивниот простор. На тие хуманитарни базари секогаш има и забава, учество на наши пејачи, домашни пејачи, танчери, Убаво, еден поминат ден во хуманост и убавина. Баш така. Да. Базарите се многу посетени и ние сме баш срекни поради тоа. Би сакала сега да те замолам само тавата, ако може. Еве тавата. Овде треба да се сечкаат, добро. Да го уклучиме шпоретот. Мојот другар е уклучен на првата ќе ја јаболките ги сечеме на коцки. Дали треба потивко или појако? На средна температура. Нека загрее прво, па потоа ќе намалиме температурата. Упатувам јавен понувик до сите оние кои сакаат да се приклучат во нашите хуманитарни акции, кои сакаат да ја подигнат свеста кај нивните семејства, посебно кај децата, да се пријават на нашата страница и да бидат наши членови. Тоа го правиш ти со задоволство и за новата година, собирајќи пари и средства за пакетчиња. Знам, сум доделувала плетени работи, бидејќи јас потоа, нели, плетените шалчиња, капчиња да бидат интересни тие пакетчиња и сето тоа. Јас морам на јавноста да споделам дека ти си наш член веќе 25 години. Така е, така е. И се радувам, Жане. Се радувам, затоа што, како велиме, да помогнеме и кога не знаат дека ние не сме таму. Така. За мене помагањето не е јавното експонирање, него помагањето е да никому помогнеш. И да не знае. Да, а да биде твојата душа исполнета. И што би рекло Мирна да спијам во моите тешки години, периодот кој го поминав со болеста. Можеш таа и да отстраниш. Да. Отстрани ја, Жане, таа јаболка. Добро. Така се погодини добра, скрос отстранено. Многу луѓе кои и не ги познавав, ми ја дадоа својата поддршка. Поддршка, така. Моите пријатели знаат и гледачите кои редовно пратат Канал 5 телевизија сигурно знаат дека моето прво гостување посоперативно беше баш во Канал 5 со Марија Саздовска. И кај мене. И кај вас, каде што ја презентиравме, ги презентиравме новите рецепти. Значи, нема застанување. На сите оние кои поминуваат низ тешки периоди, од срце им посакувам да соберат храброст и да продолжат да се борат, зашто животот е многу драгоцен. Животот комплетно е потребен и е значаен и е борба за сите нас, значајно за таквите како мене и тебе, многумина, кои што битката ја водеа со канцерот е навистина тешка.
Жанче, гледам ги сечкаш на коцки. Ако би биле на лентички, не е грешка? Јаболкото, да. На резанки, како би рекол нашиот народ. Да, без ја би ти дала еден совет. Јаболките кога се загреваат, термички кога се обработуваат, тие пуштаат вода. Многу и кога ќе пуштаат. бидат на ливчиња, нема да се примитува јаболката, не дека е тоа некој грев. Меѓутоа, нели сакаме да јадеме... Извадим. Нели сакаме да јадеме пита со јаболки, каде што ќе си ја осетиме јаболката во вкусот. Затоа вака се прават, значи, на квадратчиња. Да, на поголеми коцкички. Добро. Добро, ете, дознавме нешто плюс од вистински мајстор. Така е. Па и вообично во штрудлите ставаме ренда на јаболката, но помалку се обработува и затоа, нели, во тестото изгледа вкусно и убаво. Добро. Значи сега ги ставаме јаболката. Да, сега ти како мој асистент ќе се погрежиш околу мешање. Да, на јас сум јаболка, тука, секако. Добро. Јас ќе Веќе шпоретот е подготвен. минам веќе ова. Ке си земам лажичка за мешање. Да, дрвена лажичка. Во јаболката ќе ставиме Кафеав шеќер. 4 лажици шеќер кафеав. Рече здраво. Благо, здраво, благо. Значи, да јадеме здраво благо кој ќе биде без калории. Доколку можеме, нели? Доколку можеме, но и ќе се потрудиме, бидејќи сега се има во маркетите и на пазарите и можеме тоа да го направиме. Многу е убаво чувството кога си имате асистент Така и ви не. одмарате, а тој работи, нели? Убаво, јас така си велам кога сум на емисиите, Жане. Велам, многу ми е мило кога гостинот си ја знае работата, а јас да си ја терам мојата задача. Јас ќе те поканам да дојдеш дома кај мене, секогаш ми е потребен асистент. Асистент. Добро, ветувам, затоа што знаеш дека не сум мирна, знам да работам баш На се. работната маса можеме да работиме Можеме, така. да, избришана, чиста, средена. Одлично. Можеме да си работиме се што ни е потребно. Ете така. Ова сега тивко нека си се... Нашата пита ќе се пече во тавче број 24. Тоа и те запрашав, колку е мало тавчето, а толку многу јаболка и си велав, добро, Жане, каква ќе ни биде ова пита во толку малечко тавче? Па сега чеке, драгче. Каква Нели ли ти не биде? изненадувањето Изненадувањето за на крај. крај. Најгоре, е така, поставено. Брашното. Љубовта твоја е голема кон овие работи и така со многу внимание си ги работиш, а најмногу од се што јас кај тебе ме воодушевува се тие ситници кои што веднаш влегуваат во око. Мислиме дека се ситници, но не се. Мојата специјалност, драгче, е изработка на чоколада. Толку е тоа перфектно направено, толку со љубов, толку со силни, како да кажам, емоции во сето ова ти што го правиш. Ти благодарам за убавите зборови. Мојата специјалност е изработка на чоколадо и чоколадна артистика. Значи, она што сакам да го направам со чоколадото, навистина ми ја исполнува душата и кога нешто работите со љубов не ви представува проблем, нити времето, нити маката, нити неприспиените ноќи. Ама ти знаеш и по цели ноќи тоа да го правиш. Да. Порано велев кога сум нервозна и кога сакам навистина да се смирам, јас топам едно 20 на килограми чоколада. И изработувам Замислите фигури. терапија, вели топам 20 килограми чоколада. 20 килограми. Против нервоза и стрес. И го дочекувате утрото со убаво кафе, го гледате изграј сонцето, нема подобра терапија, верувајте. Им препорачувам на сите оние кои сакаат или кои имаат проблеми нормално да се смират со работење на работата која си ја сакаат. Вака не изгледа тестото во тавата. Пред да го ставиме да се пече, пред да го ставиме филот од јаболки, секако ќе го избуцкаме тестото. Значи, тестото го буцкаме,
за да не се подигне. Ете, но така, исто значи, нешто ни што изгледа- треба да го знаеме. Баш така. Епа, мајсторе, браво. Епа, Еве, не научи на нешто плюс. тие многу убаво звучат како крцкаат. Убаво и мирисаат. И ја зголемив малку температурата. Ето така, па јачете. Ќе ми дозволиш Ајде, само повели. да погледнам. Да, они веќе го пуштаат својот сок. И веќе ја менуваат бојата. Нормално. Така е. Можам ли ова да ти го соберам вака да не, тоа ти ќе е ми биде потребно за потребно, втората? да. Добро, Мора да се сме извинувам. економични, драгче. Добро, добро. Економични вели, како велиме да не се фрла ништо. Добро. Луѓето многу пати ме припознаваат по серијалот Брзо, ефтино, а вкусно. Тоа е мојата цел и работам веќе неколку години назад на тоа да се направат рецепти позајмени од овде од онде, меѓутоа модификувани со наши продукти и да го сминеме, да го симнеме износот на десертот на најниска можна парична вредност. Овој десерт не чини многу, јаболката ни се сега сезонски. Меѓутоа, ова тестонца, оваа пита, може да се прави со било каков овошен фил. Значи, во времето на јагоди со јагоди, во времето на кајси со кајси. Така да можете преку целата година да имате интегрална пита. Здрава, без многу калории. Готово е? Да, тоа е готово. Сега ќе ставиме цимет. Го И ќе искочив. ставиме една лажица до 2 гриз, за да не ни пушти многу вода во Да ја абсорбира. така, да го абсорбира сокот, а ја да се задржи цврстината на Убаво јаболката ова ми и- изгледа, мирисот ме мами. Морам да кажам дека мирисот ме мами. И Да, циметот на најубавиот јаболката, зимски да, да. вкус, јаболко и цимет. И цимет. Нема подобра Така. комбинација за зима. Како Питате е се- кога одиш, Жане, на патувањата, на оние надпревари, се сретнуваш со други исто така, луѓе способни како тебе? Какво ти е чувството? Си велиш, има ли нешто што јас не знаев до сега? Секако. Има ли такво нешто? Јас сум од оние луѓе кои кажуваат дека се учи дури си жив. Така е. Да, имам многу надпревари. Мојата надпреварувачка кариера ја завршив 2018 година кога ја освоив 100-та златна медаља. Тоа сакав да Да, и кажеме, реков затоа што дека е крај мене на ми е моите посебно мило надпреварувања. и радост. После тоа на надпреварувањата до ден денеска одам како судија кој ги оценува Надпреварувачите. младите, надпреварувачите. И во едната и во другата прилика секогаш се учи. Кажувам, гастрономијата е струка која повеле. Гастрономијата е струка која напредува, која се развива и за која, ако сакате да бидете нели добар во својата работа, морате да одите чекор со новитетите, така да на надпреварите секогаш има што да се види и што да се научи. 1 килограм јаболка во тавче Во од едно 24. малечко тавче, што јас велев, како може ова да го собереш, Жанче, во толку мало место. Добро, морам да ги повеќе. Јас се извинам. И ова се ќе ти однесувам пречи. малце Добро. како дома. Но камерите треба да те следат, Така е. затоа треба да ги повлечеме. Еве повели ова. Добро. Многу е убаво чувството кога сте некаде густина, се чувствувате како дома. Како дома. Баш така јас се чувствувам овдека во Канал Добро. 5. И нашата куќа со тебе постојано во дружење, и јас самата, така да треба да се чувствуваш како дом. Да. И гледачите те обожуваат, Жан. Благодарам. И јас нив. Ќе ти ја додадам. Гледачите знаат дека ти ќе ги изненадиш со нешто посебно. Значи да повториме, најнапред за подготовка на десертов се прави тестото. Кое мора да се олади малце во фрижидер, а после тоа
се подготвуваат јаболките. Јас сега ќе направам малце поголема кора, за да ја покриеме питата. И ќе ја ставиме да се пече на 180 степени 40 минути. Она што гледачите треба да го знаат е дека питата после печењето не можете одмак да ја конзумирате. Значи таа мора да се олади. Да отстои за да може да се за да сече, се така извади, кажете. да. Треба да отстои за да може да се извади од тавчето. Добро, ќе им пренесеме уште еднаш порака на гледачите како треба да изгледа една пита која што треба потоа да се сече. Значи треба да остои најмалку еден Да час. се олади, Така? да се олади за да може да се извади. Сега ова убаво така го средуваш. Браво. Колку тоа убаво изгледа. И колку е тоа брзо. Колку мене ми изгледаше миниатурно, но ни прибра баш се. Баш Сега ми е ќе одиме драго што- во рерна, така. Да. Добро. Исто и Се по боднува попецот, така. за да може да диши и да може јаболките да се испечат. Значи Одлично. ова е фазата кога завршуваме со филување на питата и таа сега оди во рерна на 180 степени 45 минути. Ајде, Жанче, вентилаторот на горниот дел. Така, браво. Одлично. Сега со Прекрасно. мерак да ни се пече питата, додека Жане си ја подготвува масичката, јас ќе го побарам рецептот на денот. 400 грама интегрално брашно, 125 грама посен маргарин, 150 грама шеќер во прав, 1 килограм јаболки, 10 грама цимет, 100 грама морско оревче, 300 грама кафеав шеќер, 200 грама бел шеќер додадено тука, но мислам дека ти не дозволуваше да се додаде, и едно гранче свежо нане за украсување или за мирис. Така. Жане, ние сме веќе на крај, така. Ракавичките ќе ти ги дадам. За да Благодарам. видиме што се направивме додека се брзаме и на турбо уклучена рерна. Емака. Добро. Така изгледа нашата пита. Но треба да отстои колку време ни рече? 40 на минути Остави овде за да може да ја видат. сервираме. Ете така. Полека. Полека. Браво. Многу вака и интересно ми изгледа. Така, сега од озгора кога ќе се подолади се става, може да се стави шеќер во прав и нели декорација едно нане. Која што сакаме, нели, самите по желба. По желба. Прелив. Гледаш, велат, толку сме на самиот крај, јас и ти двете сакаме се да кажеме. Жане, ти благодарам за овој рецепт, сигурно е многу вкусен, но за жал еве не можеме да го вкусиме сега. Така. Ти благодарам што ни беше гостин. Ти благодарам и јас за поканата. Ете така. Драги мои, тука сме пред самиот крај на ова наше другарување. Интересно на брзински, потребно ни е прав шеќер, украсување и декорации, но тоа ќе го оставиме според вашата желба или вашиот сон. Ве поздравувам, ве оставам во добро здравје и како ве поздравувам, ве сакам.